26 мерки за намалување на загадувањето, 20 мерки за енергетска ефикасност, да трошиме помалку струја и грејење, а да имаме ист или подобар ефект. 3 мерки се за енергетска безбедност, 11 се за подобрување на пазарот на електрична енергија, повеќе конкуренција и подобри услови. И една мерка е насочена кон нови технологии, иновации и развој. Со ова Македонија оди кон посигурна и независна енергија. Владата донесе нов план со кој треба да се намали зависноста од увоз на струја и да се зголеми домашното производство, особено од сонце и ветер. Најголем дел од мерките на Министерството за енергетика се за намалување на штетните гасови и за штедење енергија, односно да се троши помалку струја и грејење. Според надлежните, овие мерки ќе придонесат граѓаните да имаат почист воздух, помали сметки и посигурна енергија. Во наредниот период, државата ќе преземе конкретни чекори за засилени инвестиции во сончева, ветерна и хидроенергија, воведување систем за цена на јаглерод согласно европските стандарди, развој на складирање на енергија и модерна енергетска инфраструктура и постепено напуштање на јагленот како енергенс. Владата паралелно ќе ја зајакнува енергетската сигурност преку нови врски со соседите и повеќе извори на енергија. Од Министерството велат дека планот е изработен со експерти по европски стандарди, а направени се и анализи за влијанието врз животната средина и здравието. Во Македонија масовно се градат енергетски проекти. Се рестартираа градежните работи на далеководот од Битола до Ќафаса на границата со Албанија. Проектот треба да финишира за 30 на месеци или кон крајот на 2028 година и е во вредност од околу 19,7 милиони евра. Паралелно се работи и на интерконекторот за газ со соседна Грција, а се планира гасно поврзување и со северниот сосед Србија. Инвестицискиот циклус вклучува ветерен парк и когенеративни централи, како и модернизација на мрежата.